вниманието и одговорноста, затоа што секоја грешка може да има последици што никогаш не се забораваат. Некои звезди гаснат прерано, само за да ни го осветлат патот кога ни е најтешко. Ова е за нив. Прославувањето на настаните со кој одбележуваме значајни датуми од славната историја на македонскиот народ секогаш ни исполнуваат со чест, задоволство, но и со света обврска. Никогаш да не заборавиме кои сме и која е нашата света цел. Тие не подсетуваат на нашата должност, дека треба да останеме доследни на светите аманети на нашите предци и да го чуваме и да го негуваме она за кое тие несебично ги положиле своите млади животи. Има ли поголема гордост за еден народ од тоа неговата младост, неговата прогресивна интелигенција, да застане во првите редови на непоколебливата борба за својата слобода, но овој пат и за својот национален идентитет, својот јазик, образование, литература и култура. И оваа година ја спојуваме историјата со современото време преку театарската представа Штрајкот на велешките гимназијалци. Нашите ученици ќе ги оживеат вистинските настани од 14 март 1942 година, пренесувајќи ја храброста и непокорливиот дух на гимназијалците што го обележаа овој историски чин. Годинава прославуваме 84 години од штрајкот што се случи во Велешката гимназија. 84 години од бунтовниот 14 март 1942 година. Денот кога напредните младинци, гимназијалци, го кажале своето решително не на бугарските окупаторски власти. Со силно разбудена национална свест, а под раководство на местното скоевско и партиско раководство, овие млади луѓе застанале во одбрана на својот јазик и својата национална самобитност. Имале доволно храброст, иако млади, решително да го искажат своето негодување против наметнувањето на бугарскиот јазик во наставата. Нивната храброст и одважност станале уште поголеми кога во штрајкот ќе бидат поддржани не само од своите родители, туку и од најголем број од граѓаните на Велес. Годинешното чествување на овој значаен историски настан го одбележуваме преку изведбата на театарската представа Штрајкот на велешките гимназијалци. Имињата на Никола Стојановски, Благој Кирков, Орце Иванов, Анче Андреев и други ученици, кои му се спротиставиле на професорот Павлов, ќе останат запишани со златни букви од страниците на македонската историја. На сцената ќе ја видите приказната за една бујна и непоколеблива младост, во чие срце бие љубовта за својот јазик и за својот народ. Пред вас ќе оживеат ликовите на овие млади луѓе со големи идеали кои биле решени да го зачуваат идентитетот на македонецот и неговиот македонски јазик. Со огромна возбуда ми отстапуваме сцената на младите актери и учесниците во хорот и оркестарот при Средното општинско училиште гимназија Кочо Рацин Велес. Учениците при подготовката на театарската представа работеа под менторство на професорките по македонски јазик и литература Цветанка Карамаркова и Весна Павлова, професорот по музичка уметност Атанас Зафиров и професорката по ликовна уметност Јулијана Михова. За целокупната реализација на театарската представа упатуваме благодарност до наставниците и вработените при наставничкиот совет на Средното општинско училиште гимназија Кочо Рацин Велес. Годинешната представа во себе има елементи кои ја прават поразлично од сите досегашни театарски представи. Бидејќи при изведбата на истата ќе можете да ја видите исклучителната талентираност на нашите ученици во повеќе области: актерство, музика, изработка на видеа и постери. Ве повикуваме со еден огромен аплауз да ги поздравиме. А дека е тоа така, ќе се уверите откако ќе ја проследите самата театарска представа.
Оваа вечер низ програмата ве водеа учениците Јана Пјокова и Љубе Лазов. А сега им ја препуштаме сцената на младите актери, а вам ви посакуваме да уживате во истото.